Соочена со наследената буџетска дупка од над 5 милиони евра, како и со евидентната дисфункционалност помеѓу локалната и централната власт, општина Прилеп веќе ја започна постапката за издавање на општинска обврзница. Овој нужен чекор, за да не трпи реализацијата на ветените проекти, доби зелено светло и од мнозинството советници во општинскиот совет. Очекувањата се дека потребната документација ќе биде комплетирана за 5 до 6 месеци, пошто ќе биде доставена до владата, која пак ќе го има конечниот збор дали ќе ја дозволи оваа емисија на хартии од вредност. Со оглед на околностите во кои што ги поминавме овие година и неколку месеци на власт, овде во општина Прилеп сметаме дека е ова единствениот извор на финансирање со кое што би можеле да ги завршиме овие проекти кои што ги дадовме како ветување пред нашите сограѓани. Тие се 3 проекти, сериозни, капитални, кои што би значеле одлична функционалност би имале и би значеле олеснување на пристапот, односно на секојдневниот живот на нашите граѓани. Ако биде одобрена оваа обврзница, грејс периодот за нејзино враќање е 7 години, со тоа што во првите 6 ќе се исплаќаат само каматите, а додека дури во 7-та година ќе се исплати главниот долг. Од општина Прилеп се оптимисти дека исплатата можно е да се реализира и многу порано, најмногу заради позитивниот тренд на собирање сериозни приходи во општинската каса. Како локална самоуправа имаме сериозна дипломатска активност, дека може да се случи да се отворат да се дадат нови концесии за ископување и за вадење на минерални суровини, како што беше случај во претходен мандат, и сериозни средства да се слеат во општинскиот буџет, со тоа што би можело рокот за отплаќање на оваа обврзница, ако биде дозволено од министерството и од владата, да се сервисира многу порано од оној рок што е предвиден согласно овој план за развој, односно за емисија на овие хартии од вредност. Инаку, одлуката за издавањето на обврзницата во вредност од 5 милиони евра нанош беше дочекана од локалната опозиција и таа гласаше против. Од локалната самоуправа пак велат дека ако СДСМ работел домајкински додека беа на власт, сега општините не ќе морале да бараат алтернативни финансиски извори за реализација на проектите кои се од витален интерес за граѓаните.